Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Денеска во Тетово започна вакцинацијата против сезонски грип. Вчера со проекцијата на филмот Јас сум твојот човек беа отворени деновите на германскиот филм во Тетово. Во акцијска контрола за првенство на минување откриени и санкционирани 16 прекршоци. Денес во Тетово започна вакцинацијата против сезонски грип. Вакцинирањето ќе се врши само во пунктот на Центарот за јавно здравје Тетово, а од таму велат дека според заинтересираноста на граѓаните на располагање се доволно вакцини. Денеска во Тетово започна вакцинацијата против сезонски грип. Вакцинацијата ќе се одвива во пунктот во состав на Центарот за јавно здравје во Тетово. Лекарите велат дека вакцината не е задолжителна, но ја потенцираат ризичната група граѓани за кои е препорачливо да ја примат, а тоа се лицата постари од 65 години, хронично болните, здравствениот персонал, бремените жени и децата на возраст од 6 месеци до 5 години. Вакцината не е задолжителна, него е препорачана. Ова се ризичните групи за кои се препорача дека треба да земат вакцина за грип, која воедно и се дава преку системот на Мој термин со претходна апликација и е бесплатна. Вакцината против сезонски грип заштитува од тешки компликации по здравјето на граѓаните, потенцираат лекарите. Тежината на самото заразно заболување грип и компликациите кои што ги дава грипот на хроничните болни, на постарите лица, на децата на возраст од 6 месеци до 5 години, тука најчесто ни се јавува поради тежината на самата болест и воедно тоа е заразно заболување кое дава тешки компликации и смртност. Заинтересираноста кај граѓаните за примање на вакцината од година в година е се поголема, велат од Центарот за јавно здравје Тетово. Заинтересираноста за вакцината за грип е секоја година се поголема и поголема. Ако ние години наназад сме работеле со 300 па со 500 дози вакцина, сега доаѓаме до некоја бројка од 3000 до 3500 дози на потрошени количини вакцина, што е воедно и бројката што Тетово ја има за хроничните болни, кај кои најпрво е препорачано да ја примат оваа вакцина. Мислам, секоја година се повеќе и повеќе и лицата кои што не се ризични групи се вакцинираат за да не добијат грип. Секоја година, значи, ние имаме се повеќе и повеќе и лица кои што не спаѓаат како таргет во овие 5 ризични групи што се препорачани и од Светска здравствена и од Министерство за здравство. Од Центарот за јавно здравје Тетово додаваат дека има доволно количини на вакцини и дека се пополнети сите термини до крајот на месец октомври. Државните институции во септември заштедиле вкупно 20% струја според анализата што денеска ја презентираше министерот за економија Крешник Бектеши. Тој истакна и дека производителите на прехранбени производи од 1 декември ќе имаат најконкурентна фиксна цена за струјата и уште пониска од тоа што го добиваат малите потрошувачи. Согласно податоците на Министерството за економија, обезбедени од Електродистрибуција АД Скопје, за потрошувачката на електрична енергија од Министерствата, со сите подрачни единици, владата, судовите и собранието, како и кабинетот на председателот на државата, вклучително и ЕЛЕМ и МЕПСО, направена е вкупна заштеда на електрична енергија од 20%. Доколку се анализираат податоците земени од потрошувачката само на административните згради, заштедата на струја изнесува 25%. При што 6 субјекти имаат намалена потрошувачка на енергија во септември, но немат остварено заштеда од 15% согласно задолженијата, додека останатите субјекти имат остварено заштеди над 15%. Единствено административната зграда на Министерството за локална самоуправа има зголемена
потрошувачка на електрична енергија за септември 2022 година, споредбено со истиот месец 2021 година. Најмала заштеда е направено во административните згради на Министерството за здравство од 2%, пошто следат надворешни работи со 8%, како и Министерството за одбрана со 8% заштеда. Сите производители на основни преамбени производи во нашата држава од 1 декември ќе имат фиксна цена за електрична енергија, се со цел импутот на електрична енергија да се намали во делот на производството на финалните производи. Во овој случај на основните преамбени производи се работи за околу 150 на компании во нашата држава, вглавном производители на млечни производи, на млеко, производители на лепе и секако производители и на други основни преамбени производи согласно листата и одлуката која е донесена. Народниот правобранител Насер Зибери на денешната пресконференција информира дека како овластен предлагач до владата ќе достави иницијатива за измени на законот за извршување, кој се однесува на прашањето на плаќањето на казнената камата при наплата на долговите на граѓаните и фирмите. Утврдивме дека со постоечкиот начин на спроведување на извршувањето се нарушува и загрозува екзистенцијата на граѓаните, а некои граѓани поради затезната камата слободно може да се каже дека запаѓаат во должничко робство. Односно, не се во можност да ги платат сите средства од главницата и од каматата. Народниот правобранител смета дека неправично граѓаните кои најчесто имаат статус на должници по основ на извршени услуги како што се електрична енергија, топлинска енергија, вода, смет, телефонија, по вина на институциите на системот се доведени во неповолна ситуација. Ваквиот проблем настана со имплементирање на одредбите од Законот за измени и дополнување на Законот за извршување, донесени во 2010 година, со кој се предвиде процес на трансфер на старите извршни предмети од судовите кај нотарите и извршителите, кои го продолжија процесот на извршување. Имено станува збор за префрлени 400.000 предмети кои се чувале во судовите поради настанатиот законски правен вакуум и евидентните недоследности во процедурата за наплата. Иницијативата се однесува на измени и во Законот за облигациони односи и во Законот за извршување, во членот 18 од Законот за извршување, каде што се вели дека извршителот ќе ги наплаќа сите побарување се до целосна наплата на долгот, на договорната камата и казнената камата. И нема лимит во ограничување на побарувањето на извршителот према должникот. И тука предлагаме истата граница да важи. Извршителот да престане да извршува кога висината на казнената камата ќе го достигне износот на главницата. Вчера со проекцијата на филмот Јас сум твојот човек беа отворени деновите на германскиот филм во Тетово. Кинопроекциите се реализираат од Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово во соработка со германската амбасада. Со проекцијата на филмот Јас сум твојот човек вчера во Тетово започнаа деновите на германскиот филм. Филмот кој што присутните вчера имаа можност да го погледнат во просториите на Центарот Лоја во Тетово е германски научно-фантастичен и романтичен филм, кој што премиерно беше прикажан во март 2021 година на Меѓународниот филмски фестивал во Берлин. Филмските проекции на германски јазик се дел од 7-неделниот период исполнет со активности од културен и уметнички аспект во организација на Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово. Деновите на германскиот филм почна у 15 у Скопје, вториот град каде што ќе се прикажува Тетово. Ние овој проект го тераме заеднички со германската амбасада. Пред 12 години го почнавме заедно со институтот КТ и во низата активности кои ние ги имаме во градот за културно збогатување на градот, и ние не гледаме на културата како што се гледаше до сега и на самата уметност као нешто за уметниците, ние гледаме као можност за ангажирана уметност, културата во некој контекст. И токму тоа е новиот германски филм, се случува во контекст на
светските збиднувања кои се сега и мислим дека ќе имате прилика да следите одлични филмски реализации. Проекциите на филмови на германски јазик во Тетово ќе продолжат се до 21 октомври. Ќе трае до 21, секоја ноќ ќе има филмови прикажувања од 7:30, освен во последниот ден кога ќе има кратките и документарните филмови од 5:30 и после нормалниот филм во 7, значи ќе има 4 дена 5 проекции. Инаку филмовите се прикажуваат на германски јазик со превод на македонски и албански јазик. Влезот за сите проекции е бесплатен. Утре со почеток од 18:30 часот во просториите на музеј на Тетовски крај, академскиот сликар Павле Кузмановски ќе има промоција на монографијата насловено како Урбани пејсажи и изложба на слики насликани во пастел техника. Настанот ќе биде збогатен и со музичка програма. На 20 октомври во 18:30 часот овде во овие простории на сега музеот на Тетовскиот крај или поранешен дом на Арама ќе се отвори моја изложба, но и промоција на монографијата Урбани пејсажи што ја има направено Матица ексклузив од Скопје, така да практички во еден ден ќе бидат истовремено два настани кои што се врзани и со темите и со сликите. Значи, ако збориме за урбаните пејсажи, тоа е една монографија која има во неја дела, цртежи и слики во период од околу 55 до 60 години од, значи, да речеме, од моето детство до сегашни денови што сум работел, но урбани пејсажи, тоа се цртежи и слики на улици од Тетово, Скопје, Белград, Анже, Франција, Париз и други градови, и така створена една интересна книга. Втората манифестација е ликовна изложба со 20 слики работени во пастел техника. Тоа е една техника која е малку деликатна, спротивно на акварелот, на маслените бои, темперите и така натаму, и имајќи таква една моја желба која одамна не сум ја практикувал, сакав да се опробам, направив 20 дела, 10 од моите циклуси девојки и 10 од моите циклуси сведоци. Така, а дали ова манифестација по повод вашата изложба и ета промоција на монографијата ќе биде збогатена и со музичка програма? Точно, ето, случајно да не смееме да заборавиме, ќе имаме една пријатна така пригода. На оваа манифестација ќе ни гостува со две песми нашиот многу познат земјак и наш граѓанин од Тетово Ибуш Ибраимовски, кој што ќе испее за време на настанот. Во продолжение слушнете ги информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 17 часот и 45 минути во СВР Тетово е пријавено дека претходно во Тетовско горно палчиште 40 годишник од ова село во селото физички бил нападнат од 55 годишник од Долно Палчиште. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер, околу 20 часот во СВР Тетово, се пријавила 62 годишна државјанка на Германија. Предходниот ден во 21 часот и 20 минути, нејзината 60 годишна сестра пријавила дека во домот во кој таа живеела во Тетово, 62 годишничката физички ја нападнала. Таа е задржана во полициската станица Тетово и во текот на денот ќе биде изготвен соодветен поднесок со кој ќе биде изведена пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово.
Вчера во 13 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во угостителски објект на улица Борче Јовановски во Гостивар, собственост на 42 годишен гостиварец. Нема повредени лица, а опожарена е дел од опремата во објектот. Со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица и лица од соседните објекти, пожарот целосно е локализиран. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера, околу 15 часот и 15 минути, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 29-годишник од Гостивар и 42-годишничка од Кочани, кои половина час пред тоа физички се пресметувале пред угостителски објект на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар, а поради нивни нерасчистени финансиски односи. По документирање на случајот на инволвираните ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера во 20 часот и 30 минути привеле 28-годишник од ова село кој се барал за доиздржување на затворска казна во казнено-поправната установа Тетово во Тетово, каде што подоцна бил испроведен. Од СВР Тетово информираат дека вчера на поширокото полошко подрачје била спроведена акцијска контрола за првенство на минување во која биле откриени и санкционирани 16 прекршоци. Вчера од 7 до 12 часот на поширокото полошко подрачје спроведена е акцијска контрола за првенство на минување, во која вкупно биле откриени и санкционирани 16 прекршоци. 8 во Тетово и 8 во Гостивар. Најголемиот број на прекршоците се однесувале на непропуштање на возило десна страна, како и на други видови непочитување на првенство. На возачите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 35 до 300 евра во денарска противредност. При контролата исто така со адекватни поднесоци биле санкционирани и 13 други видови сообраќајни прекршоци, 6 во Тетово и 7 во Гостивар. Полициските службеници на СВР Тетово вчера ги интензивираа и активностите за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово, а кои континуирано се спроведуваат веќе подолго време. Вкупно санкционирани и од Тетовската ПАЕК служба биле подигнати 28 непрописно, односно погрешно паркирани возила, најмногу во централното градско подрачје пред се во така наречени двојни редови. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!